Ајде назад во студиото. Да, Филип, дефинитивно треба. Разговаравме за многу теми во текот на рекламите. Немате многу време за гледање телевизија, за жал кога работите, но мислам дека од денеска треба. Со резбање, Канал 5. Може, да. Така е. Данила, застанавме кај помагањето. Значи, многу е важно човек да има емпатија, да, не секој има доволно развиено, но можеби со текот на животот разни настани, ситуации не променуваат, не учат на многу нешта. Можеби и тебе нешто ти се случило за да се промениш и да почнеш да помагаш кај другите луѓе, а сега тие луѓе на кои што си помогнала пак да даваат помош на нивни блиски, да. Но ванец, значи меѓутоа секој различно како доживува, колку може пред се, значи колку подршка би добил од предпријатија, индивидуи и слична. Меѓутоа пак ќе се навратам на зборот. Зборот не треба никаква подршка за да го дадеш. Тоа е едноставно подршка што ти ја даваш, ти мотивираш и помагаш премногу, многу повеќе од тоа што мислиме дека нели зборот не вреди ништо или дека е малку. Со филм пар сватив дека сепак не е баш така. Со посетувањето на некои фамилии истото го сватив, значи материјалното ќе го добијат еднократно, толку можеш. Значи ќе заврши работа, меѓутоа релативно кратко. Кога сите објавуваш убави мисли. Така. Тоа ми беше следно, дали во моментот инспирација? Во моментот инспирација. Јас ќе се обидам сега да прочитам нешто, да речеме, ајде, последното. Ја оставам зад себе една од полошите години. Зад себе оставам измама, лаги, лажни ветувања, сопки со нога, но исто така и оние кои го направија тоа. Точно. Многу убава јасна порака. Меѓутоа колку сме спремни да го направиме сето тоа, значи ние во момент кога сме повредени најчесто кажуваме нели дека од утре работите ќе бидат променети, дека меѓутоа тоа е моментален ефект. Значи после 2-3 дена, значи едноставно пак си истиот, не можеш тоа да го смениш. Меѓутоа во континуитет кога ќе добиваш да речеме некои повреди, навреди или не знам, значи кога ќе ги доживееш премногу лично и тука ти доаѓа тој момент да речеме на будење или на освестување, каде што кажуваш дека дали јас сум среќна на овој начин на живот, дали мене ме исполнува ова, дали тие луѓе што се нели во моментот во обкружување заслужуваат да бидат тука до мене, заслужуваат да чекорат со мене, заслужуваат да им бидам поддршка или да ми бидат поддршка. И тука е тој пресврат, знаете, каде што сваќате што понатаму во животот сакате, што повеќе не сакате. Така, многу убаво кажано. Филип, да не заборавиме да ги споменеме и овие чаеви кои што ги донесе, дали за иста билка станува збор или различни? Не, мајчина душица и тоа е чај за прочистување на градите, бел слез. Ова беше тоа? Да. Значи ова е бел слез? Да. Чај за прочистување на градите кај жените, зборуваме за некои посериозни состојби, болести? Да. Добро. И тој се пие, се конзумира 7 дена, па се прави пауза. Има некои истражувања подкрепа за сето ова како податоци, или? Да, има. Единствен чај што можеш да го конзумираш безпрекорно е мајчината душица и копривата. Копривата викат кралица на билките, исто и ова е викат кралица на билките. А планинскиот? Не? Не. Значи секој чај се конзумира. Јас тоа најмногу го сакам, значи добро. Да намалам малку. Да, секој чај се конзумира и луѓето кои ќе земат да пијат зелен или црн, не знам. Никој не му кажува дека чајот има во себе танини кои се штетни за организмот, докторот ќе знае од мене. За чајове толку не сум толку упатен. Да, ама секој чај има и секој чај во себе има и отрови кои телото се бори со нив, ама 2 чаја може да изгуглате, да видите се мајчината душица и копривата кои можеш да ги конзумираш безпрекорно, колку што сакаш, да. И многу грешка луѓето прават кога мешат еден со друг чај. Кога се зема чај, се зема цвет со цвет. Значи билката да има цвет со цвет. Значи лист со лист. Не може да мешаш лист со цвет. Тоа се ствараат контрреакции, алергии на луѓето и грешат многу и може да му се случат и многу полоши работи, затоа најво да се купа чај од ваш билкар. И има една друга поговорка, како на времето сите што си имале месар, лебар, вие да си имате човек што ќе се купувате мед. Оти на пазарови кажав, има многу
фалсификатори што прават. Сега знаеме со медот ќе се свртиме теглата, тоа барам да. А може да се предозираме? За билките дознавме нешто ново, да. Да, јас првпослушно дека не може да сме. Најбој чаја се конзумира на сабајле, јас го конзумирам ни шеќер, ни лимон, ништо, за да го има ефектот на тоа што треба. И луѓето мислат дека е магија чајот, дека ќе се напијам 2-3 шолји денес и утре поминва. Не. Минимум треба 20 дена да го конзумираш во комбинација со други чај, за да видиш некаков бенефит. Добро, кои се да речеме два чаеви кои што може да помогнат или други два чаеви кои што никако не смеат да се комбинираат, по еден пример да дадем? Па еве кажав, на пример, еве млечина душица има цвет, така видов има цвет. А копривата има и машки и женски цвет, ама ние береме копривата само лист. И се не можеш да се меш, не може да ја мешаш заедно. Значи ако береме на пример лист, треба само лист. Пример имаме чај од лист од дунка, од лист од смоква. На пример лист од смоква е најдобар лек за шеќерашија, тоа многу малце луѓе го знаат. Се берат листи од смоква и тие ги оставате за 2-3 сати се сушат сами. И само едно ливче, еден чај и тоа е најдобар лек за шеќер. За регулација на шеќер. Така. Да. Добро. Одлично, јас дознав многу нови работи поврзани со билките, а утрово во првиот дел од емисијата баш имавме еден многу убав прилог за билките кои што може да се најдат на нашите планини. Беше тука спомената и мечината душица, беше кантарионот, жалфијата, нането, ајдучката трева исто така беше спомената. Таа женска трева. Да, така да ете некако и спонтано сега се надоврзавме со сето тоа и изобилуваат нашите планини со многу убави билки. Не знам дали сме свесни за тоа богатство, но еве се обидуваме ние преку емисиите да пренесеме тоа на нашите гледачи, така што благодарам за сите овие совети кои што ги споделивте со нас. Може да одиме сега со фотографии, бидејќи ни пративте сите тројца многу фотографии, да почнеме со фотографиите на докторот. Таму ќе дознаеме нешто и надвор од медицината. Ќе го споменеме тука, како беше шахот? Шахот. Так, ајде, да ги погледнеме, па ќе ги коментирате. Тука сте во сала. Во работа, да, оперираме кичма, дискус се оперира заедно со колегата Фаго Шунтов. Во Жан Митрев се работи операцијата. Одлично поминавме. Мислам дека пациентот се замина на вториот ден од операцијата без никакви проблеми, без никакви компликации. Така. Може нека тоа да се таа неколку слики има што се односно работат. Добро, одиме со следната. Тука сме на тумор на мозок, тука се работи со истиот колега, инструментарката Моника, каде што моментално тука коагулација се прави на некои мали крвни садови кои што дека отвараме дека стегнеме, исто се во клиниката Жан Митрев, каде што и во позадината сакав сликава да искоментирам микроскопот што немат толку добар квалитет на микроскоп, единствен е во држава, па и во регионот се ретки што може така да се зумира, после тоа ги пренесуваме кога доаѓаме на полето за работа, го вадиме, го се изолира тој микроскоп и ни возможува да работиме до перфекција, односно да нема да се минимизира било која можна за грешка. Така. Ова е тоа што го споменавме. Да. Овдека, ова е со кошаркарската репрезентација сениорска на Македонија. Како доктор сум дел од тимот и сега моментално сме со 2 победи, се надеваме дека и наредните 2 утакмици ќе ги играме против Луксембург и Азербејџан ќе ги победиме и ќе завршиме први во групата. Дај Боже, ајде, навиваме. Да. Ова е каде што сум релативно помлад, каде што на турнир во T-Mobile беше за Hearthstone, тоа е игра онлайн со карти, каде што влегов во топ 8, мислам дека завршив 4-ти и наградата беше... Кој би рекол, неспојиво, но ете, една ваша хоби, една ваша друга љубов. Да, студент тука сум, меѓутоа имав освоени турнири каде што имаше и таблет велно освоено, меѓународни турнири игравме како репрезентација.
За жал само тоа што имаше проблеми со регулирањето, дека Македонија во некои моменти не можеа да ја внесат, па кои турнири ќе не прифатат, кои нема не прифатат. Меѓутоа, во искуство големи дружби, тука мислам дека бевме собрани 200 играчи како од цела држава и стварно беше интересно. Ова е од пролетва на патување, после тоа отидовме и на концерт на Green Day во живо, така да Green Day. Да. Од мое време, тоа беа наше време. Од наше време. Да, наше време. Тука сме некаде генерацијски. И добро, пак ова е првите денови кога во клиниката. Имам уште една слика што мислам дека би била поинтересна да искоментирам. А што ве мотивираше доктора да се насочи така на оваа специјалност? Неврохирургија. Имате во семејството некој неврохирург? Не, неврохирург немаме во семејството. Дедо ми беше професор по педиатрија, тетка ми професорка по епидемиологија. Не сте имале неврохирург, па затоа. Не сме имале, моите родители не беа доктори. Треба да се пополни тоа место. Меѓутоа така се погоди, склопот на околности се погодија дека сум за дека љубовта кон неврохирургијата со мозокот има можности за доиспитување. Тоа е едно поле кое што не е целосно исследувано и има и научно-истражувачка дейност има во него, меѓутоа има и hands-on, што кажуваме работа каде што може да се помага не само со терапија, толку и да се помогне физички, односно да се изоперира нешто со отстрани проблемот. Така. Добро. Дали имаме, или тоа беше последната? Аха, еве. Ова не, добро ме се осава, каде што тука се затвара више постоперативно, каде што го затвараме, тоа што кога ќе отвориме, кога се оперира тумор на мозок, например, се отвара черепот, меѓутоа после се враќа черепот назад, да биде фиксирана таа коска и многу малку се познава деформитети некои на скапот, гледаме да биде како предоперативно, да биде да нема ништо да не е работено, да. Секоја чест. Значи, вашата работа е исклучително тешка и самото тоа да се работи на нечија глава, мозок, мислам, тоа е голема одговорност. Да. Голема одговорност, секоја чест на професионалноста, смиреноста. Не знам, мислам, стварно сте посебни луѓе вие хирурзите, без разлика за кој дел од телото и да станува збор, на вистина е нешто јас симнувам кап, буквално. Многу? Да, на вистина е така. Верувам дека ќе се согласат и другите. Ќе одиме сега на едни поинакви фотографии, ќе излеземе малку од сала. Ајде да ги видиме фотографиите на Даниела. Еве ко Бигорски. Да. Затоа предпоставувам. Да. Бигорски е местото каде што дефинитивно си го наоѓам секогаш сопствениот мир, место каде што добивам мотивација, каде што црпам енергија и сила, и девојчева керка ми насликала. Која што е тука исто позади камерите, не следи, поздрав до неа. Ме следи во секој чекор и ми дава поддршка, што, например, ретко кој може да очекува дека толку мал човек може да влијае врз толку голем човек. Зборам емотивно, значи да те поддржува во секој твој чекор, во секоја твоја намера и да не прашува зошто, никако, туку е секојаш тука. Така, одиме понатаму. Ова, мислам дека беше настан за обележување на загинат дворец од општина Гази Баба. Најчесто знам да покривам вакви некои настани. Тука е делов каде што ви кажувам, ко водителка, каде што од време на време се појавувам. Така. Ова е керка ми од училиште. Да, значи обожава да глуми, да води некои емисии, да, значи да на некој начин ги следи моите чекори и постапки. Супер. Ова е Таско, еден од пеачите што секогаш се осврнува и секогаш е тука да помогне да учествува на секој хуманитарен настан и ова беше хуманитарен настан одржан во училиштето Крум Тошев. Ова сум ја. Водител на настанов, мислам дека беше ова исто Крум Тошев, значи хуманитарен настан, мислам дека тука се собираше средства за
една наставничка на моја блиска пријателка, значи за жал жената ја изгуби битката, меѓутоа тоа што беше до нас се потрудивме да давме се од себе да можеме да го смениме текот на станите и животот. И ова е од Козла, детската клиника, каде што делевме, значи уствари ова е почетокот на хуманитарните акции и настани што го споменав на почетокот на емисијата. Така. Тука сме со градоначалникот на општина Газибава, господин Бован Стевковски, кој морам во оваа прилика да го поздравам, бидејќи на секој наш апел и на секој наше барање, секогаш е тука да ни одговори, да постапи, секако да стои до нас, да ни помогне со на секаков можен начин. Ова е првиот хуманитарен концерт што се направи, значи после толку време што се вратив јас на сцена пак како водител и како организатор. Значи се собираше средства за наш сограѓанин Бојан, настрада во сообраќајна несреќа во Трубарево и страшно многу голема повреда имаше детево, значи беа потребни големи финансиски средства, меѓутоа тука се покажа сплотеноста на граѓаните на Трубарево, значи сите предпријатија што се таму сопственици на фирми, сите се споја. Мислам дека значително добра сума на средства се собра на настанов, траеше во некој можеби 7 часа, значи тоа беше претходно малку трпно трчење, меѓутоа на крајот вредеше. Значи Бојан поиде на терапија во Русија. Сега пак ја кажам, тоа е еднократно, нели? Секој се бара, за жал, таквите ситуации бараат постојано одење, лекување, третирање. Да, меѓутоа покажа на некој дека сепак има некој тука за тебе, што ќе се бори, што ќе пробува нели да. Ова е домот за деца без родители 11 октомври и таму исто го посетивме пред Нова година. И таму беа поделени пакетчиња од алкоол, да, и играчки. Играчките беа донирани индивидуално од луѓе што сакаат да на било кој начин земат учество во сета таа акција. Супер. Ајде, следната. Ова е втората моја сила. Значи ова е Лука, син ми, да, и тоа е секогаш тука, тој знае што работи мама, ја гледа мама што работи, сака да работи, многу пати веќе пошто нели кажавте од мали се со телефоните во раца. И многу често кога ќе скрува, кога ќе листа на интернет и она се радува како ева мама, што значи дека на некој начин бидејќи е релативно мал, меѓутоа ги разбира нештата и е секогаш тука да ме бодри, бидејќи нели ние мотивацијските говорници мора некаде да црпиме нормално сила и енергија. И еве го она што го кажавме, нели првиот или главниот повод зашто сте денеска тука на таа ново Инстаграм профил може да ве најдат оние, не се враќај таму каде што твојата вредност беше игнорирана. Да. Уште една порака и убава мисла. Сите си имаме свое место. Така е. Само треба да си го пронајдеме каде ни е и каде ќе растеме, каде ќе цветаме, бидејќи нели и самото цвеќе не цвета во затворена просторија. Ако можеме така да се изразиме, сите знаеме и сите можеме да бидеме среќни, меѓутоа треба да поработиме на себе. Така. Ти благодарам многу за овие убави мисли утрово. Инаку докторот имавме уште една фотографија каде што се гледа дека игра шах, но во малку полоша резолуција, затоа не можеше, докторе, ве забележав преска. Не можеше телевизиски да се прикаже, но јас ја имам во телефон. Еве можете да кажете сега за тоа ваше хоби, да речеме. Од 5 години до 18 играв професионално, семи професионално шах, затоа после тоа се откажав ради медицина. Мораше да се одбере, или тоа или тоа. Во тој период бев 6-кратен државен првак, до годините дали 10, 12, 14, 18 како во која категорија играв. И на многу европски светски првенства учесник, некогаш подобро учество, некогаш по-лошо, ќе сум поменал, меѓутоа убав сега некако шахот е спорт, затоа што има компетитивен дел и убаво е за младите за да го играат со цел да напредуваат, да се социализираат и да поинаку да размислуваат, зашто во денешно време приметувам дека концентрацијата им се намалува на децата, а ве тера да седите на една табла 3 до 6 часа, зависи колку ќе трае партијата. И таа навика убаво влијае за натаму во живот. Така. Супер. Совет. Браво за вас, да, одлично, одличен совет за сите оние кои што не следат во моментов.
И ни останаат Филип фотографиите, да ги погледнеме, да ги искоментираме. Кажав дека сте љубители на природата, дека се грижите за неа, често чистите ѓубре, сакате животни, и гуштерче видов на една фотографија. Го чувате уште? Да. Значи имаме гуштерче дома. И куче, и гуштерче. Што друго чувате, кажете? Имам пајки, кокошки, гулаби, мачки, 6 куче. 6 мачки? Да. Добро. Теца колешката чува мачка да беше сега тука, ќе се надоврзеше сигурно. Бисера, ти немаш дома? Немам домашни? Не. Ние во стан така малку се оградуваме од домашни. Во куќа претпоставувам малку е полесно, да. Ајде. Ова слика е овде, сакам да се благодарам јавно на другар ми Спасеш, има расадник, што секоја година ме снабдува. Јас и татко ми купуваме дрва и садиме нови дрва кај што ќе ни текни, кај што ќе видиме дека е празно место во Битола. До сега имаме посадено илјадници дрва, не знам колку години садиме. Браво, 30 може и кусуро. Години садиме секоја година пред на ден нова година сите кои ќе се журкат, ние садиме дрва со татко ми. Така добро, секој има различна смисла за журкање и за забава. Тоа е вашата. И има една слика баш пред ток лајано пред неколку месеци пред и потоа на едно место кај што сум сликан со кучето мое пред 15 години, празно, никакво дрво, сега е џунгла. Браво, секоја чест, не знам, дај Боже да има повеќе вакви луѓе како што сте вие, секако и како вас, доктори Данила, како вас, навистина многу поуки, инспирација сте денеска, навистина за нас, верувам и за нашите гледачи. Што гледаме тука? Ова е златниот пехар што го освоив за награда за квалитет на мед, ливадски во институтот во Србија. Не знам дали знаете, во Белград има институт за пчеларство и факултет за пчеларство, имам и тука, ама имаме, да, има и кај нас. Не се работи како што треба. Златен пехар за ливадски мед и златна медаља освоив. Браво. Тука исто има десно долу, лани во Масачусетс освоив златна медаља за квалитет на ливадски мед. Во Америка од 1900 испитаници. Браво. Ова е Журче црквата, мислам дека е од 7 век, женски манастир. Од тогаш седи уште живописот, фреско живописот. Ние го правевме иконостасот јас и татко ми, а лево е чудотворната икона која шета, која секојаш седи зад вратата. Ние овде само ја кладавме само за да сликаме. Кој што бил во манастирот може да види. Јас не сум била, за жал, но сега ме како заинтригира. иконата шета, може да ја наместат десно по неколку минути, таа си седи зад вратата лево. Како шета. Така треба да види да почувствува. Не треба да одиме да снимаме очигледно. Каде се наоѓа? Ова се наоѓа село Журче пред да кој ќе идите од Емирхиса, првото село пред да се качвате во Крушево. Женски манастир. Добро. Да. Супер. А татко ви за време на рекламите кажа дека еден податок не сме кажале, ве молам да не заборавиме. Не знам како рече, скоро 200 и нешто 230 метри. Да. Иконостаси разбани, а кои клај икони, све што сме разбале, ќе дојдат околу 1000 метри резба. Може и поќе. Јас мислам дека треба многу повеќе да се слушне за вас, за вашето семејство. Фала ви многу за рекламата. Нас не значи многу. Јас мислам дека не доволно се знае. Да. И ќе се погрижиме ние тука многу повеќе луѓе да слушнат за вашата животна приказна, за вашата работа, труд, посветеност. Навистина заслужувате многу. Ова е иконостасот Волонгонг во Австралија. Го работевме 2 години, јас и татко ми, и го монтиравме за 2 до 3 дена. Долг, мислам дека 17 метри долг, 8 висина. 2 години го разбавме. Тоа е Свети Димитрија Солунски во Волонгонг. Тоа е едно од најубавите монденски места како кај нашиот Охрид, така е во Австралија Волонгонг. Так. И таму второ официјален јазик е македонскиот. Имат средно македонско, да, универзитетно македонски. И многу сум среќен што оваа црква ние ја правевме таму. Браво, одлично. Интересни факти. Ова е Свети Никола во Крушево, најголеми иконостас на Балканот. Го правевме 7 години. Кога ќе одите во центарот на Крушево, во Илинденското востание цел иконостас изгрол, може да видите иконите се зачувани. Само иконите се зачувани и царските двери. Се друго изгорело во Илинденското востание. И ние од слики, од што имало фотографии, некои направивме сличен иконостас на него.
и сме многу горди како едно од најголемите наши дела. И треба да бидете, дефинитивно има зошто. Овде сум во оваа црква, ми е посебно драго кога секогаш одам, Свети Петар и Павле во Кичево, заради тоа што сум првото дете после Југославија крстено во оваа црква. Да, и секогаш кога одам ја сликам црквата, некако ми е драга, ми е убава. И ова исто голем иконостас, мислам околу 14 метри, скоро 10 метри висина. Браво. Да. Ова е од центарот на Кичево. Ова е меѓу првите медали што ги добив на меѓународниот турнир во Тузла во Босна, златна медаља за квалитет на мед, на ливадски мед. И тоаш баш со татко ми ја даде најдобриот пчелар, морам да го поздравам во прилика, иако живе во Србија, Слободан Јефтич и мој учител Љупче од Велес, ми се како учители за пчеларството. Се што не знам, ги прашвам нив. Супер. Секојаш се учи од постарите. Да, овде е предпоследната моја награда во градот Гонен во Турција, златна медаља за ливадски мед. Мајка ми баш вели, нема поќе кај да ги дадеме медаљите. Ке се најде место за тоа. Вие само продолжете така да работите. Да. Имаме, ако не се лажам, уште 5 минути до самиот крај, таман да извлечете едно ливче, прашање и минутка за одговор. Филип повели. Ајде. Данила не се страшни, нели не Не така се. да прашам дали се тешки. Ако може на Како ме поводивте, може видете. Не, врска немам. Како се погодило така? Ајде, продолжи, Филип. Кој е вашето милено јадење и дали знаете? Македонско? Да, Македонско јадење? Гравче посно со колбаси. А знаете да го сготвите? Да, ама посно со колбаси. Јас се ставам А, на клавам посно на со петок. колбаси, посен Иси- колбас. Да, не. Нема такво нешто. И сите ме прашуваат зошто, вели, како може гравче, тавче гравче со колбаси посно. Еми куќата ги јади колбасите, јас само гравчето. Ето е. Се не смеем малце шала, гравче на милено јадење. Супер. Данила? Која лоша навика ја имате, сакате да ја промените? Значи, тука би ставила емоцијата, бидејќи многу тешко покажувам емоции и најчесто делувам на човек што ретко покажува тага, значи најчесто се трудам секогаш да бидам нели таа среќната, таа веселата, меѓутоа нели ние си имаме своји моменти каде што ни треба некој да не сослуша и да каже дека сето тоа нешто што не мачи ќе биде во ред, ќе се среди, дека Значи малку повеќе да се покажуваат емоциите. Да, можам да ги сослушам сите, можам да покажам емоција, зборам за спрема друг, да го сослушам, меѓутоа кога станува збор за мој личен проблем, за моја емоција, е тука малку што вели кога имаме психолози во тимот што работат со нас, зборам со кога си бараат луѓето некој постручен. Би рекле на мене како совет, вика супер, спремна си да сменеш светот на некој начин, нели? Меѓутоа што правиме со тебе работава. Тоа би сакала. Така, добро, благодарам за одговорот, доктора. Дали си поцрнувате кога сте сами и која песна најчесто? Мораше нешто за музика да вметнем. Да. Првично морам да има си многу подпевнувам доктори нешто. што сакаат да пеат. Да, ја многу сакам да пеам, меѓутоа луѓето околу мене неќе да ме слушаат. Многу лошо пеам. Еве ние сакаме. Не, немојте, верујте ми, ќе паднат рейтинзите, ќе притуши си главболка ќе имаат. Меѓутоа си пеам, помилена песна ми е од Blink 182 All the Small Things. Така да Добар избор. А еве македонска некоја народна забавна се едно, некоја што ви е така баш при срце. претпоставам дека Ареа сите мои слики. Мислам дека таа сите ја сакам. Да, некако Не враќа во едно убаво тинејџерство, безгрижно. да. И Нокаут исто така лебедот бил ми е пријатно која слушам и ABC од нив. Многу убави песни. Мене и ми се допаѓаат сите. Вие сакате да слушате, претпоставувам, исто музика во текот на денот, си слушате? Да, значи вообичајно во кола мора да има пуштена музика кај мене, значи навикната сум со музика да функционираме, само Што најчесто? зависи од расположение, од момент и од емоција. Значи можам да идам од јако XU, значи зборам, до балада некоја што онака ќе ме погоди скроз и мене
Керка ми само мрази да пеам додека се бањам, се друго прави. Добро. Нас дено ни почнува со нататко е музиката на Милена Gypsy King и после си пуштаме ше ке ни текни Селен Дион, вчера слушавме Джони Кеш и така. Обожавам грамофонски плочи, си берам, си купувам, си пуштам музика многу. Супер. Не слушаме многу други музики, македонска сакаме многу музика, сакам класична, се што е убаво. Се што е убаво. Да. Епа супер. Ве прашав затоа што на крај овој дел од емисијата ќе го заокружиме со една преубава песна од нашите Калиопи и Сладкар, кои што имаат веќе мислам дека 2 дуета, ова е најновиот нивни дует Водиме. Мислам дека сите ќе уживате во сето тоа, сакаме да ви се заблагодариме. Навистина беше многу убаво што бевте со нас и се надевам дека ќе се видиме пак. Да. Благодариме на поканата, на одвоеното време, на одвоениот простор. Се надам дека и гледачите се задоволни од сето тоа што имавме да им го презентираме.